Се наоѓаме во една од просториите на Средното општинско училиште Ристе Листевски Ричко во Прилеп, а со мене се четворица иновативни дечки, Даријан, Иринеј, Антонио и Христијан, кои што за прв пат се дел од еден интересен проект наречен Средношколец милионер, кој што се организира од страна на Brainster и New Academy, а во кој што тие учествуваат со една нивна иновација. Иновацијата е наречена Local Lens, а повеќе околу неа ќе ни кажат самите тие. Разговорот го започнуваме со Даријан. Даријан, што представува пред се овој проект и оваа иновација? Повеќе за проектот би ви кажал Иринеј. Пред се би сакал да се заблагодарам на Brainster и на New Academy, што ни ја даде оваа шанса да просперираме како средношколци и да ги истакнеме овие наши предприемачки амбиции. Иринеј, како ја добивте пред се идејата за овој проект? Минатата година често пати среќавав на еден проблем, и тоа среќавав дека сите водичи што ни беа во поголемите градови беа од балканските земји. Например, се случи во Прага, имавме водич од Белград, така да реално што може тој да ти кажи повеќе него ли ти да накуцаш и да пребараш на Google. Така да решивме да направиме апликација која ќе користи информации од локалци, и тие информации со помош на AI ќе ти прави персонализирана тура која по твои карактеристики и хобија би ти користела повеќе него ли да накуцаш само на Google. Како работи целата ова апликација? Во суштина оваа апликација е многу едноставна. Откако корисникот ќе сметне оваа апликација, добива пристап до еден квиз, еден прашалник или анкета. Тоа е сосема краток, откако ќе го одговори истиот, нашиот AI креира персонализиран план според неговите интереси, преференции, самиот вид на патување, кој понатаму се зачувува во самиот акаунт и може да се искористи. Што пред се нуди оваа апликација? Оваа апликација се состои од два пакети, стандарден и премиум пакет. Во стандардниот пакет е стандардните функции на оваа апликација, но со реклами. Исто така во апликацијата можеме да се изнајмиме локален лиценциран водич од местото каде што корисникот на оваа апликација го посетува. И во премиум верзијата исто така има 360 view, и сите останати функции од стандардниот пакет, но без реклами. Да се надоврзам на мојот колега, кога сме кај премиум пакетот, го добиваме без реклами и функцијата 360 view работи врз принцип на AR технологија. Ни овозможува преглед на градот преку камерата од телефонот, да видиме како градот изгледал во минатото, да знаеме информации за минатото што повеќето водичи што не се од тој град не ги знаат. Исто така, преку овој проект можевме да ги изнесеме нашите технички знаења. Користевме React и React Native за изградба на демо верзиите на вебсајтот и веб страната. Дали веќе имате почната на изработка на самата апликација и дали може да се види, да се најде некаде, да се погледне како функционира? Имаме за сега направено основна апликација, само почеток, заедно со вебсајт, и планираме, затоа ни треба вашата поддршка од преку гласови, за да можеме да стасаме на следната рунда, да стасаме до финале и да ги искористиме тие средства ако победиме, за да ја развијаме понатамошно апликацијата, бидејќи веруваме дека е доста добра идеја, дека има доста потенцијал, не само за Македонија, туку и за на светско ниво. Така да ни треба помош од гласови и можете да гласате на Милионер МК. Идејата се вика Local Lens. Многу едноставно гласањето, само се прави еден акаунт и се гласа. Или па можете да најдете линк за да ве доведе до Милионер МК на нашата страна local-lens.com. И како што знаеме, целиот овој проект има надпреварувачки карактер. Во моментот вие сте избрани во еден од 50-те проекти. Што е тоа што ќе им порачате и на гледачите и на граѓаните пред се од Прилеп? Ги замолувам граѓаните и нашите соученици пред се да не поддржат во овој проект и заедно сите да покажеме дека ние младите можеме да направиме нешто поиновативно, помладо и да го развиеме предприемаштвото кај младите во Прилеп и низ целата Македонија. И затоа
би сакал да ги замолам сите да гласаат за нашиот тим, Local Lens, кој можат да го пронајдат на страницата milioner.mk и да не поддржат во поминување во понатамошните рунди и со цел да го победиме турнирот. Еве и од мене уште еден апел, ајде сите заедно да гласаме за овие дечки, да им дадеме поттик, да ја освојат првата награда, а тоа е 1.000.000 денари, која што ќе биде навистина еден огромен мотив за нив, за воиднина и понатаму да носат вакви иновативни проекти за нас, кои што ќе бидат на еден начин добробит не само за градот, туку и за целото општество.